Добро вечер. По повод светскиот ден на водите, гостин во тема на денот во дневникот на Сител е хидрологот, магистар Атанас Угрински од Управата за хидрометеоролошки работи. Добро вечер. Добро вечер, фала на поканата. Да. Господин Угрински, еве за почеток можете ли да ни дадете една оценка за актуелната состојба со водите во државава, ако се подсетиме на минатогодишното празнење на акумулациите, кога бевме доведени во опасност да нема вода ниту за наводнување, на поедини места ниту за пиење, а нормално ниту производство на струја. Да, точно е тоа дека имавме лоша хидролошка состојба кон крајот на минатата година. Прилично сушен период, кој што предизвика меѓу другото нели да се испразнат вештачките акумулации низ земјата. Моментално можам да кажам дека хидролошката состојба во земјата е стабилна. Стабилна е во поглед на тоа дека нема опасност од изливање на реките. Меѓутоа водостоите се подпросечни за месец март, се прилично ниски. Снег се уште има, но тоа е застапен на повисоките планини и тоа претежно во западните делови од земјата. Има некаде околу 40 на сантиметри снег на мерното место Попова шапка, околу 30 во Крушево и Маврово, така што ни фалат врнежи. Потребни ни се врнежи во наредниот период како би се подобрила состојбата. Нема опасност дури кога ќе почне снегот интензивно да се топи, па и доколку следи период на врнежи, да се реките да се излеат. Или има или надеж дека ќе се наполнат акумулациите езера? За сега нема најави за такво нешто. Според прогнозите што можеме да ги видиме, не очекува претежно суво, стабилно време, така што во моментов нема апсолутно никаква опасност од можни излевања на реките. Какви се вашите проекции за хидролошката состојба во земјава во иднина со оглед на климатските промени? Да, климатските промени се поевидентни како и во светот, така и нашата земја не е исклучок на сите овие процеси. Значи, сведоци сме на се почести сушни периоди, кога има дефицит на вода и тука е опасно кога станува збор за она вода која што намената пред за пиење, но исто така од не помало значење е и негативното, штетно дејство на водите при појава на поплави. Исто така, доста е зачестена тезата дека е нерамномерна распределбата, како просторно, така и временски на водата, како во светот, така и во нашата земја. Исто така, секогаш имало и потопли, и повлажни периоди, и Што не посуви. чека? Имате ли проекција? Да, сакам да ги истакнам во таа насока поројните интензивни дождови, кои што се поактуелни во поново време, и поројните поплави, кои што се покажуваат како поразорни, дури од речните поплави, предизвикувајќи поголеми материјални штети и одземајќи голем број на човечки животи. Така што проекциите во иднина би оделе во таа насока, да очекуваме што повеќе екстремни, сушни и екстремно влажни периоди. И не само што треба да го очекуваме тоа, туку и треба да ги дочекаме спремни ваквите појави. Со оглед дека питката вода главно доаѓа од подземните извори, со какви ресурси подземни располагаме со вода? Да, нашата земја располага воопшто со воден потенцијал, со водни ресурси, од кои што секако дека едни од најзначајните се подземните водни ресурси. Треба да се истакне дека немаме некои се уште сознанија околу количината на водните ресурси, затоа се потребни дополнителни истраги и дополнителни анализи. Досега се правени некои локални анализи за локални потребни, така што според некои проценки по отделни котлини најбогата со подземни води е Скопската котлина, која што според проценките количините изнесуваат некаде околу 1 билион метри кубни вода. Понатаму богата со вода е Кумановската котлина, Гевгелиско-Валандовската котлина, Полошката котлина и така натаму. Значи што значи овој 1 билион метри кубни? Да, Еве да кажеме, тоа е запремнина на вода. Запремнина. Да кажеме најголемата наша акумулација е вештачка Козјак, која што има 550 милиони метри кубни вода. Тоа значи дека под Скопската котлина лежат две такви акумулации со вода. Добро, изгледа дека ние ја користиме таа вода со оглед дека имаме без никакви граници. Последните истражувања денеска објавени велат дека дури 60% од питката вода се користи за несоодветна намена. Технолошка, индустријска вода, вода за наводнување. Може ли да дојдеме во ситуација кога тие извори практично ќе бидат недостапни како вода за пиење со оглед на ваквата потрошувачка? Да, значи така како воден ресурс ние го располагаме, го имаме на располагање.
Меѓутоа, нели како што природата ни го дава на располагање, така ние треба грижливо и да се однесуваме спрема него. Така што ако водата представува обновлив ресурс, обновлив извор и на енергија, не значи дека е и неисцрплив. Така што треба домакински, мудро, рационално да управуваме со неа, како не би се довеле до она што вие го кажавте, да останеме дефицитарни во поглед на водата. Често ги спомнуваме параметрите како издашност на изворите од подземни води. Каква е издашноста низ земјава, бидејќи вие вршите и соодветни мерења? Да, значи подземните води избиваат на површината на земјата преку извори и нашата земја е богата со извори. Значи имаме доста извори, тие се претежно распределени во западниот дел од нашата земја, односно на десните притоки на реката Вардар. Тука би ги спомнал изворот Расче, кој што од непроценливо значење за водоснабдување на градот Скопје, со просечен протек од околу 6 метри кубни во секунда, потоа Студенчица, цел регион го снабдева со вода, околу 1,5 просечни метри кубни во секунда, потоа изворите на Црн Дрим кај Свети Наум од 6 до 10 метри кубни во секунда, Вевчанските извори, изворите Белица и останатите во сливот на реката Треска, Питрнот, Росоки во сливот на реката Радека, така што располагаме со извори, чија што вода во поголема мера се користи за водоснабдување, што е наш голем бенефит и предност во однос на некои останати земји. Но и повторно има места кои што имаат недостаток од вода за пиење, тоа е факт. Спомнавте на почетокот за големи суши до поплави. Така се движи климата во Македонија. Како може да се спречат и двете појави? Постои ли начин да се спречат и големи суши, но и големи поплави пред се од порој? Така е, значи сведоци сме на се позачестени сушни периоди, при што има дефицит на вода, но и современо сме сведоци на прекумерното дејство на водата во вид на поплави. Така што тука би спомнал дека природниот феномен е најакиот фактор. Ние не можеме секако да се бориме против природата, не можеме да ги темпираме, да ги сопреме врнежите да паѓаат. Меѓутоа, она што можеме да го направиме е, јас би рекол, да влијаеме на повеќе на свеста на народот, во поглед да ги отфрлиме од тие стари лоши навики на фрлање на ѓубле, смет и отпад во реките, со што не само што директно ги загадуваме, туку и представуваат опасност од поплавување на реките. Исто така треба грижливо да се однесуваме со нив, рационално и паметно да ги искористуваме за нашите најразлични потреби. Значи, треба да ги искористуваме, тие се наш благодат, природен ресурс, меѓутоа внимателно, рационално и оптимално. Но може ли да се управува со ваквите појави? Например, кога се порои, водата да се насочи, да биде собрана во акумулациите, кога се суши, да се искористува до акумулациите, да не се навраќам на почетокот, кога имавме сериозен проблем минатата година, кога ги исцрпивме акумулациите. Да, тоа може да се направи со вештачка регулација на реките, по должината на реките, потоа може да се изведе со изведување на различни вештачки структури во речните корита, како напречни прагови. Исто така од големо значење е изградбата на вештачките акумулации, кои што просторно и временски ја распределуваат водата, секако изградба на повеќе наменски водостопански системи, кои што би допринеле во тој поглед. И јас би додал тука да се придржуваме до деталните урбанистички планови, затоа што многу често куќите се изградени надвор од тие плански опфати, длабоко во речните корита и при помали врнежи, при помали количини на води доаѓа до нивно излевање. Има ли план за спас на Преспанското езеро, чии сведоци сме на истекување на водата? Охридското горе-долу и се полни преку подземните води од Преспанското езеро. Моменталната ситуација, вели, Охридското е на пониско ниво за неколку сантиметри од просекот, а Преспанското дека е далеко од оно што го знаеме ние како Преспанско езеро. Двата како најголеми водни потенцијали во држава од надземни води, дали постои начин да се спаси? Па да, како што споменавте, Охридското езеро, нивото на Охридското езеро е едно оптимално ниво. Нема опасности за сега во поглед на него, а со Преспанското езеро сосема друга ситуацијата. Сите ја знаеме ситуацијата и доколку во најскоро време не се превземе нешто, се заканува на вистина голема катастрофа за тоа природно езеро. Не може тука ад хок да се превземат некои решенија, потребен е повеќе временски период, повеќе годишен временски период како би се надополниле сите тие резерви на вода. И мислам дека ние како држава треба да сепак да посветиме повеќе внимание во тој поглед. Има ли активности поврзани со тоа?
Па да, има некои активности, значи има некои за спас на Преспанското езеро, меѓутоа мислам дека се уште ништо не е конкретизирано, нема некои конкретни мерки и конкретни прецизни активности. Да, видовме со Дојранското еднаш како успеа да се спаси, да не истекува, значи останува на државните институции да спроведат план. Еве за крај да ве прашам, велат дека следните конфликти нема да се за нафта и газ, туку ќе бидат за водата. Во споредба на Македонија со земјите од регионот и со светот, со какви ресурси располагаме? Можете ли тука да направите една компарација? Па да, значи ги спомнавме подземните води, ги спомнавме изворите кои што се нели од непроценливо значење. Исто така, тука се површинските води, освен реката Вадар, која што со просечен протек од 150 метри кубни во секунда, кај Гевгелија, и реката Црн излезот со 50 метри кубни во секунда и тие 2-3 поголеми притоки на Вардар, Црна, Треска со околу 2-30 метри кубни во секунда, сите останати реки се знатно помали, со помали количини. Така што во тој поглед не може да се споредуваме со една Србија и реки како Сава, како Дунав, кои што бројат илјадници метри кубни во секунда. И исто тука би ги спомнал и врнежите. Значи тие во нашата земја варираат некаде од 500 испод 500 литри на метар квадратен во централниот дел околу градско до максимално 1200-1300 литри на метар квадратен во западните делови, во крајните западни планински делови. За споредба во соседните Црна Гора, Албанија, тие се знатно поголеми, надминуваат и над 2000, во одредени делови 3000 литри како просечна сума на врнежи. Исто така, значи еве во последно време сведоци сме на се почести порани поплави во соседна Грција, каде што редовно паѓаат малтене секоја година количини поголеми од 100 литри за 24 часа. За илустрација, нашата најголема катастрофална поплава во Скопје 2016 имаше некаде околу 100 и нешто литри во секунда и тоа за наши услови представуваше 1000 годишна вода. Значи со повторување, период на повторување еднаш на 1000 години. Меѓутоа, таква не е нашата експозиција, изложеноста, сите овие се приморски земји, значи сите тие процеси кои што доаѓаат обично од запад, од Средоземното море, кај нас доаѓаат во ублажена форма, поради високите планини, шар планина Кораб и од југ Кожув и Нидже, така што тие бројки за количините на врнежи кај нас доаѓаат во ублажени количини. Меѓутоа, ако погледнеме вака воопшто во светот, постојат земји каде што се стварно дефицитарни во поглед на водата за водоснабдување. Значи, мака мачат, ја преработуваат, чуда прават за да направат во облик достапен за вода за пиење. Ние од таа страна го немаме тој проблем, ги имаме изворите, сме имале понекогаш кризи, 90-та да кажеме студенчица, расче понекогаш во летниот период, знае да падне издашноста, меѓутоа никогаш не било доведена во прашање потребата за водоснабдување. Значи, потребите секогаш биле задоволени како вода за пиење. Така што имаме водни ресурси, располагаме, треба да ги цениме. Да. И не само да ги цениме, туку да покажеме една поголема грижа спрема нив, затоа што, иако обновливи, тоа не значи дека се и неисцрпни. Да. Господин Огрински, ви благодарам што бевте гостин во тема на денот во Дневникот на Сито. Ви благодарам на поканата.